Добро вечер, почитувани гледачи. 17:10, понеделник, ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, тука сме за вас за да ве информираме за проблемите со вашето здравје. Оние што не следат секогаш знаат дека говориме на одредена тема, одредена проблематика. Секако знаете и дека е емисијата во живо, контактна, па доколку се пронајдете и во денешната тема, може да искомуницирате со нас, да поставите некое прашање, се разбира одговорниот доктор за денешната тема ќе се обиде да ви даде одговор. Веднаш ќе ви најавам, значи денеска одлучив да говориме за остеопорозата. Тоа е значи метаболичка болест на коските во која што се намалува густината и квалитетот на коскеното ткиво. Некаде од 30-та година па понатаму во животот веќе почнува кај луѓето да се намалува постепено количината на коскеното ткиво во коските. Некако ми се чини дека е поспецифично кај жените, барем така можам да забележам во оние информации кои што ги прочитав. Меѓутоа, за почеток би сакала сепак да го слушнеме подготвениот прилог кој што е за оваа тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го поздравам и денешниот мој доктор одговорен за оваа тема и се разбира да го започнеме денешниот разговор. Остеопорозата е заболување на коските кој што најчесто се случува и е карактеристична за жените во 80% од случаите. Остеопорозата е метаболичка болест која се карактеризира со намалување на масата и коскената густина и се зголемува кршливоста на коските. Како и други метаболички нарушувања кои предизвикуваат оштетување или промена на формата, цврстината и силата на коските и настанува остеопороза поради нарушување на коскениот минерален состав. Масата на коскеното ткиво се проценува со диагностичка процедура позната како дезинтометрија, која ја мери коскената минерална густина. Остеопорозата е болест која е поврзана со постарите лица кај кои густината на коскените минерали често е намалена. Причината за оваа болест настанува кај жените во постменопауза и запирање на лачење на женскиот полов хормон естроген. Всушност, во текот на животот на коските се преструктурираат и обновуваат од влијанието на интеракцијата на хормоните и механички стимули, а нивниот биланс е од суштинско значење за нормално функционирање на коските. Со намалувањето на нивото на естроген кај жените во постменопауза, неизбежно ќе почне постепено намалување на коскената маса. Болест, неадекватна исхрана, недостаток на физичка активност, генетски предиспозиции. Овој процес може да се забрза и така забрзано да доведе до патолошко губење на коскената маса. Болест која ја нарекуваме остеопороза. Меѓу болестите кои влијаат на развојот на остеопороза се воспалителни ревматски заболувања, ревматоиден артрит, ендокрини заболувања, диабетес, болест на тироидната жлезда, хипогонадизам, невролошки заболувања, мултиплекс склероза, пореметување во работата на органите за варење, ментални нарушувања, анорексија, малигни болести, обструктивни белодробни болести, бубрежна инсуфициенција и диализа. Исто така, меѓу ризичните групи се пушачи, луѓе кои се физички неактивни или неподвижни, лицата што не се изложени доволно на сонце, но и тие со премала телесна тежина. За зачувување на здравјето на коските јасна улога има калциумот. Овој минерал со фосфор и колаген ја формира основата на коскеното ткиво. Од овие причини, намалување на нивото на калциум може да предизвика намалување на квалитетот на коските и да го забрза развојот на остеопороза. На нивото на калциум во телото може негативно да влијае несоодветна количина на калциум во исхраната, нарушување на апсорбцијата на калциум од различни гастроинтестинални болести и ендокрините пореметувања, кои може да ја нарушат рамнотежата на калциум во телото. Тироидната и други жлезди, стрес, шеќерна болест, зголемено лачење кортизол и друго. За правилна и соодветна апсорбција на калциумот во организмот треба витамин Д и нејзиниот недостаток влијание на количината на калциум во коските и нивната цврстина. Овој витамин се произведува во човечката кожа за време на изложеност на сончева светлина, но поради недоволната изложеност на сончева светлина се намалува апсорбцијата на калиум и ја стимулира коскената деминерализација. Освен од сончева светлина, витамин Д во организмот може да се создаде во кожата,
црниот дроб и бубрезите. Храна богата со витамин Д е мрсната риба, лосос и јајца. Еве сме повторно назад во студиото, значи уште еднаш да потенцирам од прилогот можевте да забележите и да слушнете накусово 3-4 минути што значи остеопорозата, меѓутоа затоа тука денес веќе со мене во студиото е доктор Толе Битовски, кој што е специјалист физијатар и е одговорен за денешната тема да ви појасни повеќе работи кога станува збор за остеопорозата. Значи, доктор Толе, првин да ве поздравам и да ви посакам добре дојде. И се надевам дека и овој пат ќе успееме на гледачите да им го доближиме проблемот со остеопорозата, она метаболичка болест, така речена на коските. Да, добар ден. Добро ве најдов, поздрав и до вашата публика. Да, оваа тема е актуелна тема денеска и во современиот живот све повеќе застапена. Сега овој период што го одбравте, зимски период, каде што нема многу сончеви зраци, нема сончање, или облечени сме, така помалце сме изложени на сончевото влијание, така да тој D-витамин, кој што е еден од главните фактори за екнување на коските, е во недостаток. Така да потребно е, значи, во овој период да обрнеме внимание повеќе на нас, а плюс тоа и овој период е каде што има повеќе празници, каде што повеќе сме пасивни, повеќе консумираме храна. Меѓутоа треба нели да се пази, да се внесуваат соодветни препарати во зависност од тоа во која возраст се наоѓаме, бидејќи остеопорозата е една метаболичка една состојба во организмот каде што коските стануваат, ја губат она густината, ризикот на појавување на скршеници се зголемува и постојат нели повеќе фактори кои што придонесуваат за појава на оваа состојба во организмот. Таа е една тивка болест, слична и можам да ја споредам со шеќерната болест, со покачување на маснотиите во крвта, кај што и смалувањето на коскената густина и покачувањето на шеќерот и зголемувањето на маснотите не предизвикуваат веднаш симптоми, него појавувањето на симптомите настанува постепено и често пати луѓето, односно пациентите доаѓаат на лекар веќе кога ќе настанат оние терминални карактеристики, поголеми проблеми што ќе ги дадат овие болести. Затоа, како ризик фактори би ги наброил на прво место генетиката, како кај секоја друга болест, тука нема да се задржуваме многу, нели ние докторите секогаш прашуваме генетска предиспозиција. Потоа возраста би ја ставил тука, бидејќи возраста во зависност од годините на жената, на мажот, зависи и состојбата на коскениот систем. Односно, коскениот систем се состои нели од коски, кои што тие се жив орган, кои што стално се наоѓаат во една активност, односно годишно коската се... Интересно рековте жив орган, што ретко кој можеби тоа го знае, бидејќи знаеме дека сите органи имаат некоја своја функција и некако за коските како да е тоа недоволно познато дека и тие си имаат своја функција и регенерација и можеби и иако заслабнуваат, меѓутоа како што говоревме пред емисија, имаат можност и да се обноват. Да, тие имаат нели она голема функција, нели го држат се костур на нашето тело каде што се припоени мускулите преку зглобовите. И секогаш потенцираме дека е многу важен скелетниот систем за функционирањето на целиот наш организам, иако тоа многу малку се знае. Да, точно, бидејќи тие представуваат едно депо на калциум, кога нели калциумот треба не само за коските да се изградуваат, меѓутоа калциумот се користи и за сите оние други животни функции, нели на мускули, на во крвта исто да е во одредена концентрација, бидејќи делува на сите оние биохемиски процеси. Така да во една стална ситуација се наоѓа коската каде што таа се разградува и се изградува во исто време и тоа во текот на една година 8 до 12% коскениот систем се регенерира, се ревитализира, се разградува и се изградува во исто време.
Сега почнувајќи од детската возраст, да кажеме дека до 18. Од што зависи, бидејќи спомнавте детска возраст? Претпоставам дека квалитетот на коскениот систем или на коските кај еден човек зависи уште од тоа како ние ќе го водиме животот уште од мали нозе. Точно, уште од бебиња. Така, што значи сето тоа, ајде да објасниме. Така, значи уште од бебе. Не само за оние кои што се соочуваат, меѓутоа и за оние кои што имаат дечиња па да знаат како да постапуваат за да имаат здрав скелетен систем. Најважно е тоа, значи уште од бебешка возраст треба да се дава D-витамин кај бебињата, исто така и во детската возраст треба да се дава D-витамин, бидејќи во периодот од бебешка возраст до 20 години, коскениот до 22 години зависи тука, нели према генетиката, коскениот систем се надоградува, односно ствара една коскена маса. Тоа се до така е до 30 година, значи завршува тој процес, меѓутоа до 22 години се добива на коскена маса, која што понатака ќе користи во текот на животот како едно депо на коскена маса, бидејќи понатака од 30 до 35 година може да има една равнотежа, а од 35 година на годишно ниво нека да има опаѓање на коскената маса нормално, збориме за физиолошки граници, некаде до 1%, значи коскената маса опаѓа. Значи да земеме жена од 35 години до 80 години, некаде би опаднало за 55%. Тоа е многу. Така да тоа е една голем процент на коскена маса што ќе опадне. А иначе кај мажите исто има остеопороза. Така. Меѓутоа кај нив е покарактеристично што настанува малце покасно од жените, бидејќи жените во менопауза кога влегуваат ги губат естрогените хормони, кај мажите тоа настанува нешто после 10 години покасно од жените, каде што тестостеронот се намалува во организмот кај мажот, исто така придонесува за појава на остеопороза. Меѓутоа, разликата меѓу мажите и жените, што кај жените повеќе се појава остеопороза, кај мажите помалку, е тоа што жените имаат послаб коскен систем, односно коските кај жените во процент се послаби, значи по квантитет, а кај мажите имаме нели поголеми коски, кои што затоа и кај мажите нели во нормални граници поретка е остеопорозата во однос на жените. Значи сакате да кажете дека мажите имаат појаки коски од жените? Да, и појаки и по обем се поголеми. Значи имаат поголем обем на коски. Второ, тука би кажал дека хормоните исто така влијаат, претежно дали кај женската популација, бидејќи менопаузата, знаеме, нормално настанува 55 до 60 година, сега нешто границата е смалена, дури веќе кај мене доаѓаат пациентки 45 години, 50 години каде што се во менопауза. Тоа значи естрогените хормони се смалени и кои што придонесуваат во регулирањето на коскената маса, така да на тој начин веќе и процентот на остеопороза се зголемува повеќе, бидејќи и нормално физиолошки опаѓа густината, а вака предвремено веќе почнува да опаѓа, бидејќи кај жените кои што се во менопауза, кои што естрогените се нели све помалку се застапени, ако нормално е 1%, веќе доаѓа ситуација каде што до 3% се смалува на годишно ниво коскената маса, значи тоа е 3 пати повеќе се, така да веќе се смета дека во првите неколку години остеопорозата кај жените што се во менопауза, тука највеќе доаѓа до остеопороза на коските, затоа во менопауза жената треба веќе после 1-2 години да оди на испитување, бидејќи првите 5-6 години тука е најголемото губење на коскена маса. А потоа веќе, ако е 3%, да речеме тие 5 години, веќе се смалува на 2% и така помалку, значи потоа не прогредира со таа јачината на работа, ако прогредира така веќе. Така да. Ќе биде нели ќе кажеме и подоцна што би можело да се случи, да се обратам тука до нашите гледачи, значи кажав и на почетокот, контакт на отворена емисија сме, доколку имате некое прашање во однос на оваа тема, во однос на проблемите со коските.
Не знам од режија дали се ставени веќе телефоните на екранот, ако не се може да ги спишете. И за оној прв кој што ќе се јави, веќе сега ќе кажам, делиме едно пакување на Пробаланс имуно, значи таблети за покачување на имунитетот и за добра дигестија. Ете, се надевам дека тој кој што ќе се јави прв ќе си ги добија, секако за сите оние кои што имате нешто да прашате, повелете, јавете се. Доктор Толе, кажавме за годините, кажавме за тоа, за како влијаат хормоните, така. Меѓутоа ме интересира дали оној кој што, еве, без разлика на возраста, ако почесто му се случува да скрши повеќе пати рака нога, дали може тука да станува збор за проблем со густината на коските? Имаме гледач, ајде да слушнеме кој се јавува, па ќе одговориме на прашањето. Добро вечер. Поздрав до водителката и многу поздрав до лекарот. Така. Повелете. Така да прашам нешто. Прашајте, да. Ја бев 2 пати во мајчин дом снимана, има остеопороза. Така. Сега ми дадоe, како се вика тоа? Остеокаре едно и ми дава калциум и D3 капки, али тоа и едномесечно. Така. Ама овај во државна болница за бубрезите не ми даваше калциум и D3 да пија. Сега само со ова остеокаре. И сега, болки има многу, и кичма, нози, цело. Добро. Сега го прашува докторот, еве, термин не може да рајде за снима пак, како што да пија, не зна, за болкиве. Добро, фала што се јавивте и ќе се обиде доктор Толе да ви посочи нешто во однос на тоа што го кажавте како проблем, доктор Толе? Да, кај гледачката е ординирана на адекватна терапија од страна на колеги ортопеди во мајчин дом Скопје, бидејќи јас ги праќам таму моите пациенти за испитување на остеопороза, за DEXA апаратот, дензитометрија, има и на ендокринологија, има и во Завод за физикална медицина и рехабилитација и на ревматологија. Значи на тие места го има тој апарат. Гледачката направила таму и бил ординирана нели соодветната терапија, меѓутоа болките може ли да и се од тоа? Да, меѓутоа има и други проблеми кај што некои од препаратите што ги даваме за лечење остеопороза не може да се применат, така да ако не може некој препарат да се примени, еден од тие, одиме со другите препарати. Так. Не мора нешто да се оди акутно, значи во јаки дози, ако некој пациент има проблеми со желудник, еве со бубрези кај гледачката, тогаш ќе одиме значи со помали дози, меѓутоа сепак ќе одржуваме она превентивна доза бар за одржување, односно и малце појака доза за лечење на коскената маса, на остеопорозата. Иначе за болките, за третирање на болките, треба да се направи рентген, да видиме на кој дел од телото има проблеми, бидејќи ако има од кичмата, од вратот, треба се види да не станува збор за некоја дископатија. Ако има јака остеопороза, да не станува збор за некоја компресивна состојба и се дава од нестероидните антиревматици терапија одреден период, односно во зависност од нели од симптомите, од времеетрењето, така да има нестероидни антиревматици кои што се даваат во пократок временски период, кои што се малку поштетни, меѓутоа има и соодветни кои што можат и подолго време да се користат и со месеци, а да нема штета ни на бубрезите, ни на останатите проблеми. Што ги има пациентката, меѓутоа може слободно, значи има толку квалитетни препарати каде што значи не прават проблеми на бубрезите, на внатрешните органи, на желудникот, не се толку јака како оние што треба да ги даваме, нели, како што се избегнати од страна на специјалистот, меѓутоа со подолго време користење и со адекватна исхрана и со совети за движење ќе се компензира. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Моето прашање е следно. Режија во студио ништо не се слуша. Ало. Сега ве слушаме, повелете. Значи, бев јас правев тест за остеопороза, дексаскен, немам остеопороза. Добро. Сакам да го прашам докторот, десниот глуч на ногата, значи нити ја свиткав, нити ја свинав, одеднаш добив оток и болки.
Значи без на ортопед ми рекоа дека нема ништо, направив доплер ми рекоа дека е све во ред, на реуматологија без не е реуматска база, значи не знам што може да биде сега, значи почнува да ме боли коленото. Значи од 2 веќе одам, од 2 се качувам на скале. Дали би можел докторот нешто да ми одговори? Значи без никаква повреда, оток и болка. Така? Да. Добро. Заборавив јас да ги поделам витамините за првата гледачка, ајде на вас ќе ви ги доделам. Дали сакате да ги искористите, ако не? Да. Добро, ова ви е пробиотик со витамин цинк, значи за имунитет. Само кажете ми го името и презимето, па ќе... Гордана Ризовска. Гордана? Ризовска. Добро, Гордана. Значи, не знам дали прв пат не следите или не следите постојано? Да, ве гледам. Знаете, да, веќе од утре ќе може да дојдете да си ги подигнете. Така. Значи може да дојдете од утре да си ги подигнете витамините, а останете сега да слушнете што ќе каже доктор Толе во однос на вашиот проблем. Благодариме и вам. Пријатно. Да, и благодарам на гледачката за една ситуација каде што еве ние докторите некогаш не можеме нешто да најдеме преку анализи, преку рентген снимки, а има проблем пациентот. Меѓутоа мора да има некој проблем. Во секој случај, ако не можеме моментално да најдеме, се убаво е гледачката да дојде, нели, да видиме, мора да се најде. Така, мора да постои нешто што се јавило оток и болка. Некој фактор што предизвикува, значи да дојде до таа ситуација. Меѓутоа, еве, кога не можеме... Обично кои заболувања се тие кои што би можеле да предизвикаат вакви значи тоа не симптоми? Да, значи кај човек не мора некој посебен удар во скочен зглоб, во колено, или некое големо освиткување, ние самите се движиме, често пати ќе судриме од маса, од ивица, нели дома, овке направиме не боли и си тераме и забораваме, после ќе видиме модрица. Така. Сме заборавале, бидејќи друга обврска сме требало да извршиме во исто време. Може, кога одела на кондури, на штикли, на скала, на било камче некое, доволно е мало некое стапнување со стапалото, да се истегни лигамент и настанува воспаление. Не сме забележале во моментот, бидејќи кога одиме тоа е топло место, меѓутоа са вајлето или последен 2 дена, си настанува воспаление, си се прави и оток, цел лигаментарен апарат, тетивно-мускулен апарат е послаб, малце си реагира, малце побурно, доаѓа до тоа. Во секој случај, во прво време, одма да, без разлика дали е откриено дали и негирање дека настаната е повреда, значи мора да се направи кај секоја повреда имобилизација, тоа е златно правило, се стават борови облози, ладни облоги, се стават кремите кои што се против отоци, се дава медикаменти против отоци, против болки и се прави значи имобилизација со стегач или некој еластичен завој, така да ако не помине за 5-6 дена, ако не почне да се смалува отокот, ако се дисти или ако е упорен па дури и се влошува, тогаш мораме да преземе други испитувања во однос на крвна слика, во однос на притисок, во однос на пиење на препарати, може да пие за срце или за други оболувања, каде што и тие може да придонесе за таа работа, така да малце од едно, малце од друго и се собира една клиничка слика која што е малце потешка за дијагностицирање. Што би препорачале сега вака након што до неа, што да направи во прв случај? Тоа што го кажуваме, значи облози да се стават, ладни облози, борови облози, креми за кои што ги даваме нели против отоци, имобилизација, има препарати кои што се против оток што се даваат, дали обични ензимски препарати или па кортикотерапија, зависи тоа кај кој колега оди како ќе ординира, во зависност и од здравствената состојба, ако има шеќер, притисок. Така, во секој случај треба добра анамнеза да се земе за да се утврди точно што е да се види и клинички навод, да се прегледа што е како е и да се мобилизира и некој нестероиден антиревматик да се земе. Добро. Во однос на тоа што ве прашав пред да почнеме со гледачите, дали ако некој му се случи повеќе пати да има скршеници на коски, може веќе да се посумнева дека се работи за костината на коските, на малината претежно, нарочно кога станува збор и кај женска особа, кога станува збор за особа која што е нели во после менопауза, која што е добила фрактурна состојба, која што не е предизвикана од удар некој посериозен, односно од минимална повреда, минимален удар и се добива веќе скршеница, така да се сомневаме дека може да станува збор, нели од анамнезата исто така многу важно што ќе земе, така да веќе одма знаеме докториве дека
може да станува збор за тоа. Не, Со рентгенот. не споменав дека состојбата пред настанување на остеопорозата се нарекува остеопенија. Тоа е веќе кога оној прв стадиум кога ќе започнат коските да слабеат, така? Да, веќе остеопенија е почеток на остеопороз. Така. Значи, Тоа е према почетната нашите- состојба. Почетната состојба. Каде што може да се интервенира за да се подобри состојбата. Да, каде што многу полесно да се интервенира и многу полесно да се значи да ја подобриме коскената маса, Така. бидејќи во една подмакла остеопороза која што има поголеми вредности нели на тие испитувања, веќе малце повеќе време ни треба за да регулираме, меѓутоа све се лечи, се регулира. Ајде да слушнеме, сепак имаме гледач, да видиме кој се јавува. Добро вечер. Добро вечер. Ајде во студио да слушнеме само. Добро вечер. Повелете, добро вечер, сега ве слушам. Се јавувам од Охрид. Повелете. Имам 52 години. Така. Имам проблем со коленото лево. Правев магнетна резонанса, малку ми е подотечено над коленото. Така. Имам така, ми најде дека имам и менискус и дека имам веќе почнато оние остеофити. А осеќам болки и отоки во скочниот зглоб. Бидејќи работата ми е со седење, болки чувствувам и во зглобовиве на колковиве. Па би го молила докторот некој совет да ми дајт, што би можела, се мачкам со една крема српска глукозамин. Докторите во Охрид, во Свети Еразмо, болницата за травматологија и ортопедија, ми препорачаа да направам артроскопија на коленото. Ама јас сакав првин со некоја неинвазивна техника, така. да видам дали може некако да се Добро. да се поправи Дали состојбата. разбрате зашто е станува? Да. Добро, ви благодариме. Еве доктор Толјубово ве слушна за вашиот проблем, па еве ќе ви кажа негово мислење како да постапите. Фала понатаму. ви, пријатно. Благодариме вам. Да, гледачката има, значи, ние викаме гонартроза Така. латински докторите, станува Што би предложиле вие? Како да се решава проблемот? Сега, дали прво настанало оштетување на раскавицата, па дошло до иритација на коската, па направила Така. шилци, нели, еминенциите се позашилени, или пак од слабоста на коските дошло, бидејќи кога е послаба коската, таа реагира со хипертрофија на незините делови, односно прави шилци. Се овие еминенциите тие се нормални, оние избочувања на тибијата, ја викаме на подколената коска, меѓутоа кај што е послаба коската или раскавицата е подизедена, тогаш прави поголеми шилци и оштетување на зглобот. Во право е гледачката, треба први со неинвазивни методи, тоа значи да се употребуваат креми кои што се значи против болка, против отока, ако има, потоа да се пијат препарати кои што се за една регенерација на зглобовите на коленото. Кога пиеме ние препарати ќе одат во сите зглобови, така да ние даваме за коленото во овој случај, меѓутоа и сите други зглобови ќе се регенерираат, во исто време даваме малку терапија и за коските, бидејќи и коската малце да изакнеме во тој нели. Добро, во секој случај да се исконсултира, бидејќи не чека и друг гледач на линија, да не чека да се исконсултира што би можело да користи за да и физикална терапија, и додатно значи, терапија, така. да се прави и тогаш ќе видиме. Така, да се види дали ќе има подобрување. Ете така. Добро вечер за кого? Повелете. Дали се слушаме со гледачот? Ало. Само намалете го тонот на телевизорот за да можеме убаво да се разбереме. Да не го слушате по два пати мојот глас. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Убава вечер, поздрав до доктора и до водителката. Благодариме. И јавуваме се од Кочани. Пред 6 месеца ме заболе докторе коленото. Посебен поздрав за вас. И на 6 декември ставија ми инекција у коленото, на 3 јануар ставија ми друга. И сега да ми каже дали треба да го пием Бруфен и Блок Макс.
Дали да одмарам повише, дали да одам и колку години треба да ги примам тие инекции, за да проблема е со раскавицата. Добро, добро, не го намаливте тонот на телевизорот, па малку Не се ми се ни намалува, дослуша, нещо меѓутоа ве разбравме. Добро, доктор Толе? Да, е вика ова гледачка, се јавува проблем со коленото. Кај женските има. Колку што можев да забележам, сите три гледачки што се јавија имаа проблем исто со колената. Со колената. Така да Зошто? Што е тоа? Ништо нема, значи едноставно во организмот коленото е проблем, а другото не е проблем. Значи проблемите у коленото доаѓаат од послаб зглобен систем и од послаб коскен систем. Ако тие се во ред, односно ако нели коската е добра, ако рскавицата е добра, не би дошло освен при повреда, при трауми, при некои физички оптеретувања или некои сообраќајни незгоди да дојде до проблем. Така да исто како и претходната што кажавме. Колку време треба да ги прима ваквите инекции? Да, еве сега друг начин на лечење, значи еве може и со интраартикуларни инекции кои што служат за регенерација на рскавица на зглобот. Има различни типови, меѓутоа во принцип се даваат најмалку 3, а може да речеме и 6 и повеќе. Зависи по потреба. Ајде да слушаме кој е на линија. Добро вечер. А морам да го блокирам гласопревод. Повелете. Тука телефонот се слушам. Сега он таму на друго ја објаснува. Доктор, на друго ја објаснува. Значи ве слушаме, повелете, не ве разбирам што зборувате. Да, еве ве слушаме, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до водителката, до вас и до докторот. Благодариме. Вака да прашам за се работи за едно моје дете. Ме слушате? Да, слушаме, говорете. Доби оток пред 5-6 месеци, значи од бутната коска, од бутот до цела нога, десната нога му отечи. Така? И ги направи сите испитувања, значи од трансфузиологија, кардиологија, на ортопед, беше и во Охрид, значи сите испитувања се испитаа, абдоминални, патолошки испитувања, ништо не се пронајди, а отокот го има и болка има во ногата. Колку або е детето? Сакам доктор да ми објасне колку години има каде вашето... да се обратиме. Детето колку години има, господин? 28. 28. Да. Колку време е веќе отокот на ногата? Значи 5-6 месеци десната нога има се разликува голем оток има од бутната коска, од карлицата до доле до глузот. Целата нога е отечена? Целата нога. Целата нога е отечена. Значи се испитува микроби, во што е трансфузиологија за тромбоза, патолошки испит. Молам? Од терапија што ви има дадено? Не, терапија, значи му дава на инекции го буца таму за трансфузиологија, ама не се открива дека има тромбоза, нема ништо, значи молам? Ало? Да, ве слушаме, говорете. Значи ништо не се открива. Беше и во Охрид, зет ми паѓа тој, за черка, детето беше во Охрид, значи сите испитувања му направија, кардиолошки испитувања, абдоминално бубрези, тироидна жлеза, се испита, значи се е во ред, се е негативно, а проблем болка во ногата и оток голем. Така. Се јавува од ненадеж. Ама константен е, значи, отокот. Откот е константен, не е никогаш, мислам, и со облуги се... Сакам да кажам, од никаква повреда, без никаква причина се појавува. Се појавил пред 5-6 месеци. Да, пред 5-6 месеци. Така, добро, ви благодариме што се јавивте. Доктор Толе, Сакам доктор да ми објасни, да видам дали може контакт да добиеме негов, да видиме кај да се дојде. Да, ќе ви кажеме каде ќе може да го добиете, доктор Толе. Доктор Толе, што е вашето мислење? Што би можело да биде направени многу испитувања? Да, веќе 6 месеци е таа состојба. Така. При ваква состојба, при млада особа, кога нема повреда, единствено што може да станува збор за некое, да речеме, може да биде и тромбоза, што докажано дека нема тромбоза, меѓутоа може и лимфниот систем да е тука во прашање. Односно, и имаме ние покрај венскиот систем, артерискиот крвен систем, имаме и лимфен систем. Лимфниот систем може и тој да е запушен. На него не се прави никакви испитувања. За вените се направени, за артериите е направено, тоа не покажува. Лимфниот систем е исто таква состојба каде што може до зачепување на некој лимфен сад да дојде до лимфата да не се враќа и да остане, значи, еден оток на ногата што е
кои што не се поправи, сигурно колегите дале соодветна терапија. Еве и против згручување на крвта за циркулација. Меѓутоа, ќе треба физикалните процедури да се применат мануелна масажа, која што ќе правиме една и венска и лимфна дренажа, да покушаме механички да истисниме тој оток, да се даде препарати за исфрлање на вишокот на течности од групата на фуросемид, ласик, хидрохлоротиазид. Има специјални оние ногавици што се стават под дејство на пумпи, која што прави една механичко пумпање на ногата, односно стегање и опуштање, да направиме една механичка иритација, односно компресија, декомпресија на ногата. Меѓутоа, пак не би можел да дадам што е причината. Ја сега наведов дека може да додеве и од таа состојба. Ќе треба да се направат и понатамошни испитувања. Јас сум во поликлиника Јане Сандански на физикално оделение, може да закажат за кај мене со приоритетен упат, да не чекаме со мој термин. Значи може да земете приоритетен упат, да појдете во поликлиниката Јане Сандански во населбата Аеродром овде во Скопје и ќе можете да го добиете доктор Толе, а не знам дали би можеле да дадеме ваш број евентуално ако сакате. Да, може. Значи за сите оние кои што не следат, веќе од утре може да се јават кај нашата секретарка, ќе го добијат бројот од доктор Толе, па ќе можат и директно со него да искомуницираат и да се договорат. Тоа би било тоа за овој случај. Имаме ли некој гледач на линија или нема? Добро. Не успеавме некои работи да кажеме како оди лекувањето на остеопорозата? Да. Значи што се применува во лекувањето? Еве првата гледачка кажа дека прима некои додатоци и така натаму. Колку е тоа успешно? Да, за да преминеме дали на лекување треба пред да испитаме остеопорозата. Од анамнеза. Ние некако немаме време, па затоа сакав некако да прескокнеме. Значи вак, кога доаѓаат претежно кај нас пациентите, доаѓаат по некоја болка. Правиме рентген снимки на тој период, па гледаме компресивна фрактура на пршлените, компресивна фрактура, некоја фрактура да речеме на рачниот зглоб, радиолокотип, која викаме фрактура на колк. И ќе се види дека и самиот рентген покажува дека има една послаба густина на коската, иако рентгенот малце е како ориентациона метода, коската треба некаде дослабни повеќе од 25-30% за на рентген да можеме да вочиме, меѓутоа и при помал процент пак може, ако имаме поголемо искуство, да видиме дека е послаба коската, па да направиме нели понатамошни испитувања на дензитометрија, да испратиме пациентите, да ги испратиме, да видиме дензитометријата што ќе ни покаже, анамнезата ни покажува кај особите дали прашуваме дали во текот на овие години менопауза колку време се потоа дали имаат подгрбовување или таква е отпора на конституцијата на рбетниот столб, дали има смалување на висината. Така да од анамнестичките податоци, од рентгенот, од дензитометријата веќе ќе видиме во која состојба се наоѓа пациентката. Така да лечењето кое што врз база на овие параметри што ќе добиваме, ако дали оди различно за секоја состојба на секој поединец, така? Зависи имени параметри, тоа тест скор што го викаме. Може да оди да речеме од минус 2,5 па нагоре, го рачунаме за остеопороза, од 1,2 до 2,5 ја рачунаме за остеопенија. Меѓутоа се по најновите оние критериуми за лечење остеопороза, некојаш и дензитометријата знае да покаже некои резултати кои што не соодветствуваат на клиничката слика, не соодветствуваат на правата состојба на коскиниот систем, бидејќи ако настане една компресивна фрактура на пршленот, тоа значи пршленот ако бил во оваа состојба, сега е во ова, тогаш густината се зголемува на самиот пршлен и апаратот која ќе измери ќе покаже дека е добра густината. Меѓутоа затоа и рентгенот ни покажа дека е компресивна состојба, да речеме, или па дензитометријата ни покажува дека еден пршлен е, да речеме, минус 3, другите се некаде минус 2,5, минус 1,8, меѓутоа кој ќе собереме, кој ќе извадиме, излегува минус 2,2. Значи нема остеопороза. Меѓутоа најновите оние критериуми се дека ако е над 60 години или 65 години, ако има еден компресивен
пршлен, ако има над минус 2,51 пршлен, тогаш можеме да лечиме остеопороза, односно да ги даваме тие препарати што се еднаш дневно, еднаш неделно, еднаш месечно. Има интравенски инекции кои што се ставаат на 3 месеци, се дава од палетата на, да речеме, на калциумови препарати со Д витамин или посебно или во комбинирани нели состојби. Исто јас кога лечам остеопороза давам и магнезиум, давам и К2 витамин, давам и С витамин. Бидејќи Д витаминот во лечење на остеопорозата користи поради тоа што тој помага на апсорбција на калциумот од цревата и го задржува во организмот да не се изфрла. Калциумот нели како елемент тој се укомпонира у коските за цврстината. К2 витаминот се користи за подобро да се укомпонира калциумот во коските, затоа К2 витаминот е исто така пожелен да се дава. Со сета оваа терапија, се извинувам што ќе ви прекинувам, меѓутоа немам уште многу време. Дали се одржува само онаа состојба или пак се, како да кажам, се обновува од малку коскената маса? Значи вака, кога одиме за лечење остеопороза, одиме за најважно ни е нас докторите да ја стопираме. Така, првин да се стопира. Да не добиваме влошување, меѓутоа веќе праксата покажува дека веќе кај меѓутоа се успева ли потоа да се? Да, се успева, точно. Кај еден добар голем процент се успева, така да веќе имаме смалување од минус 3,5, минус 3,84, веќе доаѓаме на минус 2,5,2, значи веќе дури има и во стопени. Така да има лечење. Тоа сакам да кажам да имаат оние кои што се соочуваат да знаат. Нема нешто што не може да се лечи. Така. Бидејќи немам уште многу време, вака како за крај би сакала еден совет до сите оние кои што не следат, без разлика, еве, бидејќи кажавме дека кога би ние ги одржувале нашите коски во една здрава состојба, нели нема да дојде до многу заболувања на коските, па и до остеопороза. Како да се однесуваат? Што да јадат повеќе? Што да консумираат? Кажавме дека треба и многу физичка активност. Како да постапуваат во секојдневието, дури и оние еве родители кои што имаат деца, уште од мали нозе, како да постапуваат за да изградат здрав скелетен систем? Да, јас ќе кажам во кратки црти, ако сакате нешто повеќе ќе ме направите во прилог на времето да не ни помина. Така, па немаме уште многу време, уште минута-две. Најважно е, значи, исхраната. Најважно е исхраната да се регулира, значи во исхраната да има калциум, да има Д витамин, да има магнезиум, фосфор, К2 витамин. Храната која што е богата со ово, се оние зелени растителни продукти, потоа брокула, карфиол, тофу сирењето, риби, млечни производи, сирење, кашкавали. Кај машките исто така е добро да се јадат нели оние семки, да се јадат кекирики, да се јадат бадеми лешници, исто и женските, бидејќи таму се одржат нели оние состојки на Д витамин и на калциум. Потоа на второ место би ставил физичката активност. Така. Значи мора физички, односно спортски да сме активни, бар пешачење кај повозрастната популација, а кај децата значи обавезно секој ден да излегуваат, да трчаат, да спортуваат, да се запишуваат во оние спортски вежбални, значи тоа е најважното, бидејќи со една динамика, со една спортска и физичка активност, затоа и машките имаат подобра и мускулна и коскена маса, бидејќи физички се поактивни во текот на животот, а кај децата па да добиеме онаа маса, нели треба повеќе значи да спортуваат не пред мобилни, пред телефони, пред компјутери и таблети. А исто и космонавтите што се во Вселената, поради тоа што е безтежниска состојбата, нема триење, нема физичка компресија на коските да развиваат. Значи, на второ место е физичката, спортската активност. Стресот би го ставил исто така, што повеќе, значи, колку може човек да се релаксира, да не е постресна состојба, бидејќи тоа се одразува исто така не само на коскениот систем, така но на целиот систем. Потоа, нели, одење во природа, да се користи пешачење во природа, дишење на чист воздух и користењето на електромагнетното поле од земјата, кое што е исто многу важно за стварање на
за одржување на коскениот систем. Така, и во лето да го користиме сонцето умерено. Да, летно Оние време, периоди колку што кога се можеме може. да го користиме, да не нели се изложуваме пак и на многу зрачење, Да. меѓутоа и тоа е важно за коските. Да, и кај возрастната популација над 45-50 Така. години веќе да се примат суплементи, додатоци. кои што содржат калциум, D-витамин, оние дневни дози кои што се потребни, D-витамин, да речеме кај дечиње 400 до 600, кај популацијата од 40-50 години веќе 800, кај повозрастна популација поради тоа што се помалку активни, немаат сонце, дали не одат многу на сунчење, кај нив некаде 1200 интернационални единици, 1500 интернационални единици на D-витамин, Така. калциумот исто тука во тие граници, а и сите други нели суплементи, нели од B-витамин и C-витамин, магнезиумот, бидејќи и C-витаминот делува и магнезиумот делува исто така за формирање на коскениот систем. Така. Тука некаде веќе ќе мора да завршиме. Доктор Толе, се надевам дека еве бевме корисни за нашите гледачи. Уште повеќе што еве искомунициравте со нив, им поделивте совети. Ви благодарам за денешното гостување, што одвоивте време да не удостоите со вашето присуство и се надевам во некоја следна прилика, еве можеби повторно некоја друга тема, па да ги информираме нашите гледачи. Да, ви благодарам вас и на поканата. Почитувани гледачи, тука морам и јас да ве поздравам веќе за денес. Заврши денешното издание на ваш термин. Останува да се видиме за 7 дена во исто време, уште од сега ви неавам средба со професор доктор Луиза Груева, кој што е специјалист, интернист и кардиолог. Ќе говориме за проблемите со срцето и се надевам дека и тогаш ќе бидете со нас. До тогаш оставам во убаво расположение, имајте добро здравје. За гледачката ќе потенцирам Гордана Рижевска, кој доби денешниот подарок кој што беше за имунитет. Се гледаме повторно за 7 дена.